Локалниот еколошки акционен план е многу важен документ кој треба да биде донесен во општина Кавадарци. Тој е основа која ќе се користи во иднина за сите градежни и други активности кои ќе бидат преземени од страна на локалната самоуправа, компании и други субјекти за било какви интервенции во просторот, а особено кога во прашање ќе бидат ресурси кои ќе го загадуваат или загрозуваат на било кој начин просторот во кој живееме, и тоа од негативна гледна точка. За основниот елаборат, кој е важен појдовен документ, ќе бидат издвоени околу 1 милион денари од страна на државата, а него ќе го работат релевантни фактори од сите области на животот и истиот ќе биде поднесен до Министерството за животна средина. Кавадарци мора да има ЛЕАП кој ќе придонесе за поздрава животна средина и заштита од урбанистичките напади кои ги имаме во градот. Истовремено ќе се заштитиме од загадувањата на околината, со тоа и ќе водиме сметка за здравјето на идните генерации. Кавадарци спаѓа меѓу најзагадените градови во земјата и мора со ЛЕАПот да се даде насока за намалување на лошата состојба со воздухот и почвата. Локалната самоуправа прави напори за облажување на состојбата преку субвенционирање со велосипеди, инвертер клими, печки на пелети, но сепак најголемиот бенефит се очекува да се случи по воведувањето на гасификацијата во општина Кавадарци. Синоќа на јавна расправа која се одржа во салата на собранието на општина Кавадарци, а во организација на регионалната стопанска комора на Кавадарци се проговори на оваа тема. Градоначалникот Митко Јанчев, како и други заинтересирани субјекти кои ја иницира и ја водат оваа работа, се разбира овде е еколошкото друштво Екоцентар од Кавадарци, кој исто така активно учествува во овој проект, проговорија гласно за проблемите кои ги имаме во моментов и што е тоа што треба да го содржи ЛЕАПот како основен документ. Сакам да ви презентирам, како општина Кавадарци, заедно со екодружството Екоживот, со регионална стопанска комора, сме на размислување на пат за да донесеме локален еколошки акционен план, односно ЛЕАП, кој што од 98 година во Кавадарци го нема донесено и не постои како локален еколошки акционен план. Мислам дека од многу битен карактер и од многу битен момент, поготово за тоа што тука гледаме компании кои се занимаваат и со производство, со трговија, со услуги, невладини друштва, градежни компании. Сами знаете дека екологијата е на ниско ниво во Македонија, а поготово нашиот крај кај што лозарството и винарството е една од поголемите гранки и битни сегменти во делот на развојот на општина Кавадарци. Сами знаете дека во минатово имаше многу препукувања за ГРН зони, па за, тешка индустрија за загадување, па за несовесно сечење на дрвја, несовесна изградба на деловни стамбени објекти и така натаки. Сакам тие такви прашања да ги надминиме. Денеска Роберт да ни презентира што значи тоа ЛЕАП точно, да видиме од кукаво значење за општина Кавадарци. Јас како градоначалник во целост го поддржувам тој локален еколошки акционен план и да го почитуваме. Со тоа верувате дека сите компании и општина ќе си го купиме мирот во иднината и ќе си имаме еден терк и тек на работа каде што нема да загрозиме животна средина која што е многу битна во делот на секојдневието. Зошто бизнис секторот? Затоа што мој лично мислење беше и заедно со регионалната стопанска комора дека Кавадарци има добра економија, има добро развиен бизнис сектор, каде што треба да учествува во оваа работа и да биде носител на новој ЛЕАП бизнис секторот. Индивидуалец како граѓанин, и сами знаеме дека неговите потенцијали и на луѓето се многу помали. Сепак овој ЛЕАП, ако го донесеме и го дозволиме да го прават, ќе биде со важност од 6 години, што јас имам информации. Значи, наредните 6 години ќе бидеме покриени во тој еколошки сегмент. Нашите заложби во изминатите неколку години беа конкретно во креирање на еден стратешки документ, еден плански документ, една агенда која ќе дава насока за можни решенија, можеби не на 100, ама над 90% од сите еколошки проблеми во градот. И не само еколошки, можеби, може да кажеме и инфраструктурно и сите други проблеми кои што ќе бидат кои ќе се базираат, базата ќе биде на изработката на тој документ
животната средина, нема да биде економијата, нема да бидат некои други параметри кои што во секојдневието ни се поважни, него ќе биде животната средина. ЛЕАП-от, локалниот еколошки акционен план, ќе ни го возможи тоа сето, кој што сега ви го спомнав, кој што досега го презентираше и градоначалникот. Тоа е локална еколошка агенда која се донесува на локално ниво и која што агенда произлегува од Законот за животна средина, член 60 став 2, вклучително и Законот за локална самоуправа. Така да врз основа на овие закони, секоја општина во Република Македонија должна да има донесено таков еколошки акционен план, кој што со посебен осврт, со посебно внимание ќе ги анализира претходните навики, избиднувања во самата средина и кој што ќе даде потоа една насока по која што треба да се реализираат сите останати планови во секој сегмент на општината, не само општинските институции да се базираат, него и самите бизнис сектор, граѓаните исто така, значи ќе даде една комплетна навигација на еколошките параметри за животот во нашата општина. Сега, ја би се осврнал на самото тоа кои сме ние. Ние сме Екоживот, регионален еколошки центар. Во нашите структури имаме стручни лица од сите области и во склоп на изработката на овој ЛЕАП очекуваме и соработка од сите други институции во склоп на општина Кавадарци, од сите фирми, вклучително без разлика од која сфера сте, и само со една взаемна интеракција и вклученост ќе имаме изработка на еден добар плански документ кој што во наредните 6 години ќе не обезбеди сите со насоки кој што ќе ни даде параметри кои што нас ни се далеко од потребни, посебно во овие зимски периоди. Например, во зимските периоди ние доаѓаме до една енормно аерозагадување во општина Кавадарци, но при изработка на готов локален еколошки акционен план, че во соработка со стручните лица во Македонија и надвор од Македонија, ние ќе имаме предвидено насоки кои што ќе имат големо влијание врз намалување на самото аерозагадување. Например, инспекторот по животна средина е овдека, може да спомнеме дека насекаде во Европската Унија веќе самите анализи не се темелат на мерните станици, него се темелат и на други инструменти, например, кои што се базираат на спектрофотометрија, кои што на растојание од 5 километри го определуваат изворот на аерозагадувањето. Даваат комплетна скен на самата општина. Замислите со поставување на еден таков инструмент на Љубаш или горе на Костурницата, ние во склоп на цела општина Кавадарци имаме преглед од каде доаѓа загадувањето, кој е изворот на аерозагадување. Дали се само домаќинствата, дали е непосредно комбинација коктел од домаќинства, автомобили, индустрија или слично, или пак е од некој друг вид на загадување. Може би па немаме некој големо загадување од индустријските комбинати. Значи, конкретно, ЛЕАП-от ќе даде решенија. Ќе даде решенија за дека гасификацијата многу ќе помогне во општина Кавадарци за намалување на аерозагадувањето. Затоа што секојдневно гледаме како се горат гуми и други такви штетни материи. Потоа, ќе имаме влијание врз климатските промени со нацрт плановите што ќе бидат дадени во ЛЕАП. Климатските промени ќе биде предвидено поседување што е можно поголеми пространства со дрвени маси. Ќе имаме интеракција со македонски шуми, каде се сече, колку се сече, дали е тоа добро за нашата општина. Дали е добро да се сечат шуми во градот, како да се сечат, планско ли е, непланско. Значи сите тие параметри ќе бидат вградени и инкорпорирани во самиот ЛЕАП и да напоменам една од најважните работи, че имаме огромна вклученост на граѓанскиот сектор и на самиот бизнис сектор. Значи неопходна е соработката со индивидуалните бизнисмени кои што имаат фирми во подем, така за да се предвидат сите тие параметри за утре да немаме сукоп на интереси или да оставиме некој можен проблем непредвиден во самата локална еколошка агенда. Во интерес на вашето и заедничкото време, ние ги имаме разгледано сите опции за спроведување на овој документ. Единствена опција е изработка на ЛЕАП од страна на граѓанскиот сектор, кој што ќе биде донесен со одлука на совет и спроведен од страна на градоначалникот на општина Кавадарци. Така е законски уредбата,
100% од општините така ги имаат претходно носено плановите, така да се ограничиме на таа опција. Инаку, сите тие можности кои што претходно напоменав, че ги даде локалниот еколошки акционен план, и со главен приоритет осврт на секојдневните потреби на граѓаните на општина Кавадарци со цел инкорпорирање на нивните навики, промена на нивните навики, за да им овозможиме една здрава и чиста животна средина во општина Кавадарци. Можеби со носењето, јас сум сигурен дека че имаме голема промена на квалитетот на животната средина со носењето на овој плански документ. Инаку, носењето на еколошкиот акционен план ќе се темели врз начелото на одржлив развој. Тие се неколку начела од кои што е составено одржливиот развој, од кои што над 30% се прашањата за животната средина. Значи, начелото на одржлив развој е главната тематика која што ќе биде опфатена во склоп на локалниот еколошки акционен план. Значи, во склоп на локалниот еколошки план ќе бидат инкорпорирани сите барања и сите проблеми кои што ги имаат граѓаните на општина Кавадарци, претходно утврдени со претходна анкета. Значи, ќе оставиме еден период каде што треба да се утврдат сите проблеми на граѓаните, вклучително и на бизнис секторот. Се што е поврзано со животната средина ќе биде опфатено во локалниот еколошки акционен план. Иначе тој ќе биде донесен врз основа на база на план на спроведување на ЛЕАП, кој што е претходно имаме ние и таков прирачник тоа е водич за спроведување на локалниот еколошки акционен план, издаден од законодавецот. Претходно напоменав дека иницијатор на самата на изработката е градоначалникот заедно со Советот на општина Кавадарци. Исто и градоначалникот ќе биде подписник на самиот ЛЕАП, од кога ќе се донесе и ќе биде изгласан од страна на Советот на општина Кавадарци и ќе представува стратешки документ за сите институции во склоп на општина Кавадарци. Ова се веќе тематиките кои што ја би сакал накратко да се осврлиме. Ги имаме сите проблеми, постапувањето со комунален отпад, опасен отпад, индустријските жаришта и најгорливата тема моментално во општина Кавадарци е темата со воздухот. Сите тие сегменти од животната средина ќе бидат детално разработени во ЛЕАПот и ќе се предвидат хоризонтални и вертикални мерки за да можеме да ги надминеме самите проблеми. По моментот се носи нов генерален урбанистички план и баш добар момент сега да донесе ЛЕАПот. Пошто и новиот генерален урбанистички план ќе ни биде донесен јануари, февруари, ако почнеме ЛЕАПот би го донесиле и него до јуни месец. До јуни месец, 6 месеци изработка. Што ќе постигнеме тука? Ја вака, од моја гледна точка, не само од градоначалничка, него од гледна точка на бизнес сектор. Да не се доведеме во ситуација, како што се доведе аеродром во ситуација. Да не се доведеме во ситуација како што имаме, не знам, недоразбирање, небулози во делот на градењето на згради, дали било исправно, не било исправно, па не знам, Кужучанки има производство, па Слогопром има производство, па на Гечево текнало Г1 да правят завоа на Вимо текнало за тоа. Аристо вино продава од другата страна. И затоа мислам дека овој локален еколошки акционен план си ги каже сите и придобивки и своји недостатоци. Искрено кажано како градоначалник, како општина и ви како бизнес сектор, ако го донесеме и го усвоиме ова на совет, ми сме во една не поболна ситуација, ама имаме чиста совест и че имаме чиста слика наредните 6 години. Значи, за носење на детален план, за носење на урбанистички план, за се, во се ќе биде земен во предвид ЛЕАПот. Знаете сами дека шумското стопанство има експлоатација на дрвна маса, поготово во делот кај зборишто Лука. Треба тоа да го ограничиме, затоа што имаме проблеми со водоснабдувањето. Сега, не знам, има тука во делот на ресторани. Ќе каже Трајче, струјата шујам ја со екологијата. Пример ексклузив. Да, имаш многу со екологијата. Значи, буквално сите бизнес сектори се заземени и се засегнати во таа ситуација со ЛЕАПот. Ево Јованче како инспектор за животна средина.
ако го прочита само законот, што треба да има еден ресторант по правило, во делот на отпадни води, во делот на издувни гасови, ниједен не ги исполнува устоите, вклучувајќи го било кој ресторант у општина Кавадарци. Или у Македонија. Така да мораме да се приближиме кон нешто, сами си го донесеме леапот и да си знаеме што носиме. Како финансиска конструкција, поготово градежните компании, ќе треба да подржат повеќе. Пошто комерцијалниот дел во делот на изградбата го вие сконцентриран тука профитабилност и поготово производните компании. А вие се трговиш се бават долго, да се поизајм малко. Комбините еколошки. Комбините еколошки, да. Ја морам вака да ви кажам, значи неофицијално, некаде ова да се изработи седно за 6 месеци или 7, а со важност со 6 години, цената на чинење е околу милион денара да се направи овој леап. Ако сакаме да имаме здрава средина и убава средина, треба да несеме леап. Ако сакаме да си правиме рекла казала, тоа ќе оставиме на случајност. Повеќе колку и да дискутирам на таа тема е мислам сувишно. И морална и секаква поддршка и финанса, се учествуваме да се донесе тоа. Ипак и воздухот и се и за нас, и за повозрастни, и за помлади, и за деца е најбитно сега у вас. Да гледаме дека не се диши моментално. 3 милиона денара субвенции за грејни тела, на поеколошки горива, пелети, струја, инвертер, клими и така натаки. И ми се чини дека околу милион денара дадовме за субвенции за велосипеди. Исто така направивме план, сите детски градинки ги опремивме со прочистувачи за воздух. Значи секоја занимавана има прочистувач за воздух. Сега во моментот бркаме една работа и мислам дека ќе успееме сега во основните училишта, во самите училници да обезбедиме прочистувачи за воздух, а па до година да успееме во средните. Значи тоа се финансиски средства кои ќе ги одвоиме претежно од донации и претежно од општина Кавадарци. Како општина му кажав дека 4 милиона денара на тендер ќе го распишеме во декември месец идејното решение за гасификација на Кавадарци. Општината ги обезбеди тие пари, ќе го направи проектот, основен и избран проект со ревизија за примарна и секундарна мрежа. Значи до сите институции јавни и домаќинства, некаде мислам дека првата верзија околу 22 км имаме интерна секундарна мрежа во град Кавадарци, после да се надградува. Тоа ќе зависи од носењето на гасот. Кога ќе стигне, како ќе стигне, за колку време и така натаки. Наредната година се очекуваат повеќе градби. Јас ќе бидам искрен тука и ќе кажам, градба Промет сам има за градење околу 4 до 5 згради. Има компанија струмица компанија од Скопје за градење, кои што веќе ги купија на аукција тие парцели, така да тој развој на градежништво и на експанзија мора да биде покриен со некој еколошки проекти, со некоја еколошка процедура или минимални за гарантирани правила. Така да оставам на регионалната стопанска комора и на чело пак со председателот што ги имате и подпредседателот да направите иницијатива да видиме што можеме како земјоделски град, како град за вино, за производство, со живота да собериме средства. Ако успееме, комплетно супер. Ако не успееме, ќе гледаме да даваме ние субвенции у делот на како општина и јавно предпријатие комуналец за да го докомплетираме леапот. Милион денара е вкупната сума, доколку успееме за пониско да го направиме. Уште по-добро, али горе-доле тоа е првична проценка, се соберат понуди да се видат. Има и катастар на зеленило, значи тоа многу ќе изголеме трошоците со оглед на GPS мапингот на дрвата. Има тука многу работа. Нема да биде ваква книжка, него ќе биде околу 300 страни нашиот стратешки документ. Значи Кавадарци, ќе ви кажам, има сега по новиот генерален план има 29 метри
квадратни зеленило по жител. Да, значи ние сме на добро ниво со зеленилото. По глава на жител, по дрвореди и по дрвосади сме одлично ниво. Значи во тој дел не каскаме, тоа ќе го потврди само леапот, ќе го видим. Значи ние имаме проблем дефинитивно во делот на аерозагадувањето од надворешните причини кои што доаѓаат. Поготово оваа година подигнаме плюс 30.000 метри квадратни зеленило, за наредната година се ставени плюс 50.000 метри квадратни зеленило да ги подигнеме. Проширување на паркот и сите тие работи. Значи ова што го спомна Роберт, секое дрво у Кавадаци, секоја зеленило се добие инвентарно бројче. Така? Да. Значи има пописен катастар на дрвја, Посебен осврт на дрвореди. дрвореди, па од кој тип е, каков тип е. Тука може и шумарска школа да се вклучи, имаме средно шумарско стручно кој што може да ни помогнат максимално. Од ова што слушнав, сега ако добро разбрав, значи со леапот добар дел се дефинират и дел од на некој начин од можностите или дефинират следните активности во општина Кавадац. И ако е тоа така, тогаш ја сега ќе ја замолам, пошто е тоа веќе нели викаме сериозна работа, у сите следни фази од јавна расправа, јавна анкета, ама пак вака да не собедите. Оти знаете како е нашето искуство. Да објавиме јавна анкета негден, поминаа 15-30 дена, ги завршиме процесите, имаше стручна работа, завршиме процесот, го донесиме. Значи да биме до крај, не сумњам јас дека има скриени намери, него у интерес пак за сите, ајде се повикуваме во овој момент на бизнис заедницата, а ќе додадам дека тука треба граначално активно се вклучат сите земјоделието и винопроизводителите, пошто и тоа е веќе сектор кој што е рамноправен у сите сегменти на општина Кавадац. Че не само бизнис заедно, неко баш и земјоделието и винопроизводителите. Значи сите следни фази пак да бидеме вака у еден ваков скуп и да дефинираме, односно да разговараме или дебатираме за конкретно виќе која ќе имаме основи, цртежи, бројки, за конкретни работи да разговараме. А поддржувам дефинитивно идејата, добра е и да го истераме до крај. Леапот представува еден документ кој што нема да биде траен и нема да биде краен, него постојано ќе се надополнува и ќе се надоврзува, бидејќи решението на еден еколошки проблем може да предизвика после некој друг еколошки проблем за кој што би повторно би дебатирали и повторно би донесувале идејни решенија и можности за негово надминување. Така да целиот процес од изработката на леапот до спроведувањето и мониторингот на леапот ќе биде транспарентен. Имат многу општини изработено леап, ние ќе ги собереме искуството од сите и ќе го искористиме најновата методологија и најновиот метод за изработката на леапот, кој што бара отчетност пред граѓаните и транспарентност. Тука морам да потенцирам уште вака неофицијално. Ние сме уште на ситуација, пак сме у една незавидна ситуација. Министерството за животна средина пред месец дена ни испрати писмо да се произнесиме во делот за Г1 индустрија во самиот град. Покрај тоа што како совет, а одбиме таа Г1 индустрија, не сакаме да ја дајме да ја дозволиме у градот, Министерството за животна средина, не знам по кои ингеренции, по кој закон, ни наложува да уште еднаш го разгледаме тоа. Го разгледаме по втор пат и пак го одбиме како Г1 зона. Така да мораме да се заштитиме со овој локален еколошки акционен план. Затоа што бизнисот и мошниците немаат граница. Готово е да. Како градоначалник може да им одговараме во леапот, ама мора да бидам пример.